Министерството за внатрешни работи, постапувајќи врз основа на наредба од судија на претходна постапка, изврши претреси во домови и други простории во Куманово, во село Отлја и во село Арачиново, кај лица осумничени за извршување кривично дело, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. МВР соопшти дека станува збор за 3 лица на возраст меѓу 35 и 41 година, од кои едно од село Брест, едно од село Отлја и едно лице од Куманово, за кои во текот на истрагата се обезбедени докази за нивна инволвираност во пружање логистичка поддршка на криминално-терористичката група од Дива населба. За време на извршените претреси лицата не се обезбедени и по нив се уште се трага, а при претрес на домот во село Отлја пронајдени се и одземени 4 мобилни телефони, 3 сим картички, како и држач за сим картичка, се наведува во соопштението од МВР. Пронајдените и одземените предмети ќе бидат предадени на надлежен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Кај индустријските капацитети во изминатите денови не е констатирано испуштање на емисии над максималното дозволените вредности во воздухот. Можна причина за високите концентрации на ПМ10 частичките во воздухот е почетокот на грејната сезона и користењето на цврсти и течни горива за грејење од страна на граѓаните, изјави Фирус Мемет, директор на Државниот инспекторат за заштита на животната средина, појаснувајќи дека секоја година од ноември до февруари перманентно вршат контрола на повеќе локации во државата, во Скопје, Битола, Кичево, Велес. Тој укажа дека во овој период почнува грејната сезона, а дел од енергесите кои се користат се цврсти и течни горива. Тоа и строењето на ветровите влијае на загадувањето на амбиенталниот воздух, но засега има само индикативни податоци што укажуваат дека во овој момент причината е грејењето на домаќинствата, додава Мемет. Квалитетот на здравството во целина не треба да се оценува според изолирани случаи на неодговорни доктори во здравствените установи, апелира менаџментот на Градската општа болница 8 септември по зачестените напади во јавноста врз докторите и реформите што се спроведуваат во здравството. Не треба да се заборави напредокот постигнат во здравството во изминатиот период, се додава во соопштението. Балканските земји се согласија заеднички да се справуваат со мигрантската криза. Европските лидери договорија отворање нови прифатни центри. Трневи разговори меѓу балканските земји за напливот на бегалци се дел од насловите во светските медиуми кои известуваа за неделниот состанок во Европската комисија во Брисел посветен на бегалската криза. Меѓу пораките од Јункер, Туск, Меркел и останатите европски челници, во фокусот на интерес на странските медиуми беа и пораките кои ги испрати македонскиот председател Ѓорѓе Иванов. Грчкиот премиер Алексис Ципрас не сака да соработува со Македонија или Турција во однос на кризата со мигрантите и бегалците, пишува грчкиот Катимерини, повикувајќи се на дипломатски извори кои изминатиот викенд присуствувале на военниот самит во Брисел. Под наслов "Позадината на состанокот во Брисел", весникот открива што се случувало зад затворените врати на мини состанокот, повикувајќи се на информации од сопствени дипломатски извори. А експертот за безбедност на владеачката демокристијанска партија ЦДУ во Германија, Хенинг Оте, смета дека поради порастот на бегалците кои пристигнуваат од Австрија, германската армија треба да ја чува австриската и чешката граница, информираат медиумите во Прага. Бројот на бегалци кои доаѓаат во Германија преку границата со Австрија постигнува рекорди. Во понеделникот и вторникот на двата гранични премини минале вкупно 13.500 бегалци.